Почитувани ученици, добре дојдовте во училница на часот по фармакогнозија од втора година средно стручно образование. Јас сум Ефимија Југова, професор по фармацевско стручни предмети од Средното училиште Димитрија Чуповски од Велес. За овој час одбрав да го работиме маслото од рицинус, олеум рицини, едно од масните масла што се користат во терапијата, поточно едно лековито масло. Маслото од рицинус се добива од семето од растението Ricinus communis фамилија Euphorbиaceae. Маслото се добива со ладно цедење на зрело и излупено семе од рицинус. На самиот почеток ќе кажеме неколку збора за неговото потекло. Растението Ricinus communis од фамилијата Euphorbиaceae е едногодишно или повеќе годишно растение. Потеклото му е најверојатно од Етиопија, но видот се карактеризира со ширење и адаптација на многу различни услови на живење. Па така рицинусот можеме да го сретнеме во многу земји во светот. Тоа е една значајна и индустријска култура која што се култивира особено во Бразил, во Индија и во Кина. Ќе дадем еден опис на растението. Растението Ricinus communis од фамилијата Euphorbиaceae се одликува со крупни листови, со тркалезни листни плочи, кои што се длабоко прстесто засечени, а покрајчињата се благо назабени. Цветовите се еднополни, а растението е еднодобно. Цветовите се собрани во гроздести соцветија, додека плодовите представуваат бодлести мешунки, да напоменеме, боцките на мешунката не се цврсти, него се меки, во чие што внатрешно се наоѓаат најчесто 3 семчиња. Во внатрешноста, на мешунките, се наоѓа семето од рицинус. Семето од рицинус, гледајќи го вака однадвор макроскопски, со голо око, подсетува на семе од грав, а отприлика неговата големина е толку колку на семето од грав. По површината е мазно, шарено, додека на врвот е со изразена месната брадавица, корункула. Содржи од 40 до 60% на масло, до 20% белковини и други состојки. Мораме да напоменеме отровноста на семето, која што потекнува од присуството на токсичните супстанции, гликопротеинот лектин, поточно рицин, и цијанодериватот рицинин. Имено, рицининот е глукопротеин кој што е екстремно опасен токсин. Тој ја блокира синтезата на протеините во клетката, а внесен парентерално е многу токсичен, додека перорално предизвикува гастроинтестинални тегоби, чиј што интензитет зависи од количеството на внесениот рицин. Па токму од овие причини, поладното цедење на маслото од зрелото и излупено семе, тоа мора да се изврие со вода, за да се отстранат сите траги од токсичниот рицин. Да се навратиме на особините на маслото. Маслото од рицинус е бистра, речиси безбојна течност, мирисот е слаб, но за разлика од тоа, вкусот е тежок и непријатен. Се раствара во етанол, за разлика од останатите масла, како и во поголем број на органски растворувачи, освен во петролетер. Со ладење на 0 степени Целзиусови се заматува, а на пониски температури зацврстува. Хемиски состав на маслото. Маслото од рицинус има специфичен хемиски состав, и тоа од 3 глицериди, од кои што 90% содржат незаситени и хидроксилирани
С18 масни киселини, како што се рицинолната киселина, овде имаме незината формула, олеинската киселина и линолната киселина. Рицинусовото масло представува благ пургатив. Да се подсетиме на тоа што значеше благ пургатив. Се надевам дека правите разлика. Средство што драстично ја празни содржината на цревата, за разлика нели од лаксансите. Се користи во поединечни дози од 20 до 30 грама, измешани со сок од лимон или некоја друга течност, а пред се ова го правиме за корекција на вкусот. Дејствува во тенкото црево, каде под дејство на липазите се ослободува рицинолната киселина која стимулира перисталтика. Дејство и употреба. Дејството настапува брзо и не предизвикува грчеви. Карактеристично е што ова масло се дава само при акутна обстипација, а не се препорачува за хронична. Ова масло може да предизвика и алергиски реакции, дури и анафилактичен шок кај лица кои што се алергични на компонентите од маслото. Освен претходно наведената употреба, како пургативно средство кое што се користи во терапија на гастроинтестинални заболувања, рицинусовото масло се употребува и во техниката и во козметички цели. Рицинусовото масло ја омекнува, хидрира и негува сувата кожа. Се нанесува во тенок слој, директно на чиста кожа, со блага масажа, а има позитивни ефекти и во нега на косата. На самиот крај да се навратиме на некои битни работи што треба да ги запомниме, да повториме. Рицинусовото масло спаѓа во групата на дроги што содржат масни материи, поточно масни масла, што се користат во терапијата. Рицинусовото масло се добива со ладно цедење на зрело и излупено семе од рицинус, од растението Ricinus communis, фамилија Еуфорбијаце. Маслото од рицинус има специфичен хемиски состав на триглицериди, од кои што 90% содржат незаситени и хидроксилирани С18 масни киселини, како што се рицинолна киселина, олеинска киселина и линолна киселина. Рициновото масло представува благ пургатив, средство што драстично ги празни содржината на цревата. Се користи во поединечни дози од 20 до 30 грама, измешани со сок од лимон или некоја друга течност за корекција на вкусот. Драги ученици, ви благодарам за вниманието и се надевам дека се гледаме во некој од следните видеа.